Добредојдовте во уште едно урбано издание на вашата омилена емисија Урбан Блок. Интересни содржини и овој пат, а што поточно гледате во продолжение. Во новиот Урбан Блок зборуваме на тема електролити, како да ги користите. Црн ким, зашто е добар за здравието и како да се користи во секојдневието. И ви ги откриваме најатрактивните летни дестинации. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Црниот кумин е едно од најстарите и најзначајните природни лековити растенија во светот. Често се вели дека лекува се освен смртта. За клучните здравствени придобивки гледаме во продолжение. Дали и вие, како многумина, барате решение во природата? Во последните години се повеќе се зборува за лековитите својства на растенијата и нивната важност за здравието на луѓето. Маслото од црн ким спаѓа во оние природни производи кои се присутни во традиционалната медицина со векови, а дури во последните децении го привлекува вниманието на модерната наука. За разлика од брзите решенија, маслото од црн ким не се смета за чудотворен препарат, туку за природна поддршка на телото, особено кога се користи долгорочно и во рамки на здрави животни навики. Слушнете во продолжение како да го користите маслото од црн ким, зашто е добро, колку долго може да се конзумира и дали има несакани ефекти. Црн ким и масло од црн ким. Која е разликата? Црниот ким или Нигела сатива е едногодишно растение чии мали црни семки традиционално се користат како зачин, но и во народната медицина. Маслото се добива со ладно цедење на семките на растението, процес што овозможува зачувување на вредни биоактивни супстанции. Поради својот богат состав и широка примена, маслото од црн ким денес најчесто се користи како додаток во исхраната, со цел да се зачува здравието и општата рамнотежа во телото. Маслото содржи комбинација од незаситени масни киселини, фитостероли, комплекс од витамини Б, витамин А, С, Е, калиум, натриум, калциум, цинк, селен, железо, фолна киселина, есенцијални аминокиселини, тимохинонски соединенија, што е предмет на бројни научни студија и има антиинфламаторно дејство. Токму овој комплексен состав го прави маслото од црн ким интересно и за традиционалната и за модерната употреба. Зашто всушност се користи маслото од црн ким? Се користи првенствено како природна поддршка за телото, а не како замена за терапија. Најчесто се вклучува во исхраната на луѓе кои сакаат да ја зајакнат отпорноста на телото и да ги поддржат неговите механизми за природна рамнотежа. Маслото од црн ким најчесто помага како поддршка на имунолошкиот систем, особено во периоди на зголемено оптоварување на телото. Здравие на дигестивниот систем може да придонесе чувство на полесно варење и да ја намали непријатноста. Поддршка на респираторниот тракт традиционално се користи во сезонските периоди. Здравие на кожата и косата, како додаток во исхраната или локално, како дел од негата. Се користи и за општа рамнотежа на телото, како дел од балансирана исхрана и здрав начин на живот. А покрај сето ова, маслото од црн ким ја подобрува циркулацијата и ги намалува нивоата на шеќер во крвта и холестерол. Ја подобрува концентрацијата, се препорачува за малигни заболувања и за обновување на коскената срцевина. Исто така е добро за подобрување на концентрацијата, за астма, настинки, хемороиди и ревматизам. Ефектите обично не се појавуваат веднаш, туку се забележуваат постепено, со редовна и правилна употреба. А што всушност значи правилна употреба? Најчестиот и наедноставен начин за употреба е орална, а вообичаената препорачана количина за возрастни е 1 лажица, еднаш или 2 пати на ден. Поради специфичниот малку горчлив вкус, некои луѓе земаат масло од црн ким самостојно, додека други предпочитаат да го комбинираат со храна. Најчесто се употребува самостојно со лажица мед или измешано со јогурт, или билен пијалок како и додаток на ладни јадења. Важно е да се напомене дека маслото од црн ким не треба да се користи за пржење или готвење, бидејќи високата температура може да ја намали неговата хранлива вредност. Следно прашање што го поставуваме е колку долго можете да го пиете маслото од црн ким.
Маслото од црн ким најчесто се користи во циклуси. Вообичаена практика е континуирана употреба 4 до 8 недели, пошто се прави пауза. Овој пристап му овозможува на телото да реагира на додатокот во исхрана без да го преоптоварува. Во случај на долготрајна употреба или комбинација со лекови, се препорачува прво да се консултирате со вашиот лекар или фармацевт. А дали постојат и несакани ефекти и кои би биле мерките на предпазливост? Маслото од црн ким добро се поднесува од повеќето луѓе, но како и со сите билни додатоци може да се појават благи несакани ефекти, обично со поголеми количини или на почетокот на употребата. Можни несакани ефекти се благи дигестивни проблеми, нелагодност, гадење, мало намалување на крвниот притисок и ретки алергиски реакции. Посебно внимание се препорачува на бремени жени и доилки, лица кои користат терапија за регулирање на крвниот притисок или шеќерот во крвта, лица со хронични заболувања. Во овие ситуации, маслото од црн ким треба да се користи само со претходен совет од стручно лице. Како да препознаете квалитетно масло од црн ким? Квалитетот на производот игра клучна улога во неговиот ефект. При купување важно е да се обрне внимание на следново. Маслото да е ладно цедено, да не содржи адитиви, додатоци или конзерванси, да е спакувано во темно стаклена амбалажа, да има јасно декларирано потекло и состав. Природното масло од црн ким има изразен специфичен вкус, кој може да биде горчлив, што е нормална карактеристика на квалитетен производ. Грижете се за вашето здравје. Ова масло може да ви биде најдобар сојузник во вашата секојдневна исхрана, особено ако сакате природна поддршка за имунитет, варење и се стремите кон општа рамнотежа на телото. И не заборавајте, неговата сила не е во неговиот брз ефект, туку во неговото постепено и конзистентно дејство. Како и со сите додатоци во исхраната, најдобри резултати се постигнуваат кога маслото од црн ким се користи како дел од здрав начин на живот, со разновидна исхрана, вежбање и грижа за себе. Кога температурите надвор ке скокнат, сите знаеме за златното правило. Пијте повеќе вода, но дали само водата понекогаш е доволна? Клучот за вистинската хидратација во лето се електролитите. Во продолжение да ги погледнеме придобивките токму од нив. Кога температурите надминуваат 30 степени, водата одеднаш станува главна тема. Колку сме пиеле, дали е доволно, зошто имаме главоболка, зошто сме уморни, зошто чувствуваме вртоглавица кога стануваме. Во последните години електролитите се повеќе влегуваат во приказната, во форма на таблети, прашоци, спортски пијалоци, кокосова вода и хидратацијски пијалоци кои ветуваат подобра, подлабока и поефикасна хидратација. Сепак, прашањето повеќе не е само што да се пие кога е жешко, туку дали на секого навистина му се потребни електролити. Иако тие можат да бидат корисни во одредени ситуации, за просечен ден, лесна прошетка или краток тренинг, обичната вода е сосема доволна. Зошто е важна електролитната рамнотежа за хидратацијата на телото? Електролитите се минерали кои кога се раствараат во вода, носат електричен полнеж. Звучи како час по хемија што би сакале да го прескокнеме, но во пракса е многу едноставна. Електролитите му помагаат на телото да ја регулира рамнотежата на течностите, мускулната функција, нервниот систем и срцевиот ритам. Најважните електролити се натриум, калиум, магнезиум, калциум, фосфор и хлорид. Ги губиме секојдневно, меѓу другото преку потење, а телото нормално ги добива преку храна и пијалоци. Без нив, дури и со вода, можеме да се чувствуваме уморни, дехидрирани и без енергија. Сепак не е вистина дека автоматски ни е потребен спортски пијалок секој пат кога се потиме. Ако јадеме релативно избалансирана исхрана, овошје, зеленчук, млечни производи, јаткасти плодови, семки, супи и редовни оброци, веќе обезбедуваат значителен дел од електролитите што му се потребни на телото. Треба да бидете особено внимателни со комерцијалните спортски пијалоци, бидејќи многу од нив содржат додаден шеќер, засладувачи, кофеин или големи количини на одредени минерали. Ова не значи дека се лоши, туку дека не се универзално решение за секоја жет. Па кога се навистина потребни електролити? За дневна хидратација водата е обично најдобар избор.
Електролитите може да имаат смисла кога телото губи количина на течности и минерали за краток временски период, например за време на интензивно потење, тренинг што трае повеќе од 1 час, престој на висока топлина, вршење физичка работа на отворено или за време на вознемирен стомак. Во тие ситуации губиме не само вода, туку и натриум и калиум, па затоа пијалак со електролити може да му помогне на телото побрзо да се врати во рамнотежа. Телото често испраќа прилично јасни сигнали: жед, главоболка, вртоглавица, слабост, мускулни грчеви и потемна боја на урина. Сето ова може да укаже дека ви требаат повеќе течности. Еден од наједноставните индикатори е бојата на вашата урина. Светло жолта обично значи дека сте добро хидрирани, додека потемна нијанса може да биде знак дека треба да пиете вода. Секако бојата може да биде и под влијание на додатоци во исхраната, лекови и храна, но како и дневна референца може да биде корисна. Ако имате хронични заболувања, проблеми со бубрезите, земате диуретици или лекови за крвен притисок, електролитите не треба да се внесуваат секојдневно без консултација со лекар, бидејќи дополнителниот влез на натриум или калиум не им одговара на сите. Кокосовата вода е бистра течност што се наоѓа во кокосот, флаширана и станува ултрапопуларен пијалок. Таа е природно ниска со шекер и содржи разни електролити како што се натриум, калиум, калциум и магнезиум. Со само 46 калории по чаша, таа алтернатива со ниска калорична вредност на газирани пијалоци, засладени сокови и класични спортски пијалоци. И кравиото млеко е богато со електролити како што се калциум, натриум, калиум, заедно со јаглен хидрати и протеини кои помагаат во обновување на енергијата и обновување на мускулното ткиво по вежбањето. Истражувањата сугерираат дека млекото може да биде поефикасно од спортските пијалоци. Придобивките од млекото доаѓаат од комбинација на електролити, јаглен хидрати и протеини. Затоа изберете полномасно млеко со малку масноти или обезмастено млеко во зависност од вашите преференции. Незасладената верзија е подобра ако избегнувате додадени шекери. Ако сте нетолерантни на лактоза, размислете за опција без лактоза. А ако сте вегани или алергични, треба да избегнувате кравјо млеко. Сокот од лубеница во количина од 1 чаша обезбедува речиси 6% од препорачаниот дневен внес на калиум и магнезиум. Заедно со мали количини на калциум и фосфор исто така содржи и елцитрулин, кој кога се дополнува, може да го подобри транспорт на кислород, атлетска издржливост и закрепнување на мускулите. Но студијата од 2016 година сугерира дека количините во обичниот сок можеби не се доволни за мерливи ефекти. Други овошни сокови, како што се портокалови и црешови, исто така можат да бидат добри извори на електролити, витамини и антиоксиданси. Но користете го трикот на нутриционистот. Додадете прстоват сол во секој исцеден сок. Недостатокот на натриум во овошните сокови може да го зголеми ризикот од дехидратација кога се потите долго време. Па еве како да го решите проблемот. Водата, збогатена со електролити, е најчестиот пијалок по кој посегнуваме, а тоа не е секогаш оправдано. Внимавајте, овој вид вода да има повеќе од 6% од дневните потреби за калциум, 5% за магнезиум и 3% за натриум за да вреди. Можете сами да ја збогатите водата со додавање на свежо иседено овошје и билки. Супите и чорбите можат да бидат најмалку естетска опција, но често и најлогична. Бистрата супа или чорба содржи течност и натриум, па затоа може да биде корисна кога сме исцрпени, по стомачните гоби или кога ни треба нешто лесно, солено и хидрирачко. Во текот на летото ладните супи, доматните супи, лесни чорби и мисо-супа можат да бидат добар начин да внесете и течности и минерали без потреба од спортски пијалоци. Таблетите со електролити се практичен, достапен и пренослив начин да го подготвите сопствениот електролитен пијалок. Едноставно ставете таблета во вода и протресете. Повеќето содржат натриум, калиум, магнезиум и калциум, но точните количини може да варираат помеѓу брендовите. Тие често се нискокалорични и со малку или без додаден шекер, а има и некои со кофеин или витамини. Па затоа е важно да ја проверите етикетата ако сакате да избегнете дополнителни состојки.
Спортските пијалоци се популарни од 80-тите години и првенствено се наменети за закрепнување на спортистите по тренинг. Сепак, тие имаат недостатоци бидејќи содржат вештачки бои, ароми и додадени шеќери. Верзиите без шеќер не се многу подобра алтернатива, бидејќи често користат шеќерни алкохоли или вештачки засладувачи, кои можат да предизвикаат непријатност како диареја, гасови и надуеност кај некои луѓе. Една од наједноставните опции е домашен пијалок, кој комбинира вода, малку сол и извор на природен шеќер. Во 1 литар вода додадете прстофат сол, 2 лажички мед или шеќер и малку цеден портокал, лимон или кокосова вода. Добро измешајте и пијте постепено, особено ако сте се потеле многу. Ова не е пијалок што треба да го пиете цел ден наместо вода, туку е практична опција за ситуации кога навистина треба да ги надополните течностите и минералите. Летото е пред нас, па сега сме подготвени. Летната сезона е официјално отворена, а ние сме тука да ви откриеме атрактивни дестинации кои мора да ги посетите токму ова лето. Седнете удобно, земете го вашиот омилен пијалок и заедно со нас појдете во едно виртуелно бегство. Месец дена до почетокот на сезоната на летувања, но мислите се веќе окупирани со критериумите за избор на дестинација. Да имаме убави плажи и топла вода, да е во близина, да не е прескапо, да во одушеви со ноќниот живот, да нуди нешто повеќе од плажа и море. Ако се собереме и одземеме, ќе пронајдеме нешто што одговара на нашиот вкус. А листата е доволно долга за да се најде за секого по нешто. А за да се скратат маките при изборот, треба да се скрати и оваа долга и широка листа. Па најпознатиот светски сајт поврзан со туризам, сајтот booking.com, неодамна направи селекција од 5 летни дестинации кои во текот на летните месеци се најисплатливи и за кои може да заштедиме дури 50% од нивните вистински цени во сезона. Еве кои светски дестинации се најдоа на оваа листа на booking.com. Првата е Кордоба, Шпанија. Оваа андалузиска дестинација, освен што е позната по својата гастрономија и неверојатна архитектура, прочуена е и по топлата клима во текот на целата година. Во август цените се 50% пониски за разлика од останатите месеци во годината, па доколку сакате да заштедите, а сепак да ја запознаете магичната убавина на оваа дестинација, крајот на летото е идеален период за тоа. Тогаш времето е неверојатно, а и градот е прилично ослободен од гужвата која ја создаваат туристите. Па ќе уживате непречено во се што Кордоба има да понуди. А верувајте и тоа како има. Сигурно сонувате да го посетите Тајланд, а особено плажата Патонг, која се смета за една од најпознатите и најпосетувани плажи во Пукет, полна со барови, клубови и ресторани. Ова место е идеално за одмор според заклучоците на booking.com. А интересно е дека истото за летување е наевтино во јуни и тоа за дури 49% за разлика од преостанатиот дел од годината. Крајот на летото е идеално време и за патување во Њу Орлеанс во Соединетите Американски држави. Градот во кој настанала џез музиката и кој воздивнува уметност, ресторани, историја и архитектура. За цели 48% поевтина е во август, споредбено со останатите месеци, кога хотелите се дури двојно поскапи. Освен што е наевтин, во август Њу Орлеанс се случува и месец на музиката, како и на музичките фестивали. Сигурно веќе сте си помислиле на патување во Бразил и може би ве одвратила од идејата во обичајната цена на аранжманите. Добра вест е дека ако во Бразил, конкретно во Салвадор, отпатувате во декември, ќе потрошите за 29% помалку пари. Неверојатен брег, специфична кујна која освојува на прв залак и еден од најголемите карневали на светот се доволни причини да размислите за оваа екзотична дестинација. Зимата е супер период и за посетување на континентот кој во тој период е сончев и топол. Конкретно февруари е месец во кој во Златниот брег во Австралија сместувачкиот капацитет е поевтин за 34%,
Но и кога туристите и гужвата се веќе расчистени, па можете да уживате потполно сами на фантастичните песочни плажи. Тоа е првиот бенефит, а другите се тоа што тоа е рај за сурферите. Има неодоливи плажи, тематски паркови и долги сончеви денови, кои се вистинска причина да се упатите кон крајот на светот, тогаш кога кај нас веќе ке залади. Ова беше последната од кратката листа на Booking.com, но не и последна на листата наши предлози за летување оваа сезона. Како ние почнавме да размислуваме за летување и за тоа каде ќе ги потрошиме заслужените недела 2 годишен одмор, така туристичките агенции започнаа да ги подготвуваат своите понуди. Веќе се во тек првите минути уплати во кои можете да си обезбедите и добар попуст, а нас и не инспирираа да направиме краток преглед со дестинациите кои ќе бидат актуелни ова лето. Едни од најатрактивните се секако како и секоја година дестинациите од соседството. Неизбежни за оние кои на прво место им е близината. И оваа година ќе бидат грчките острови, краците, Бугарија, Црна Гора, Албанија. Во понудите особено често ги гледавме Саранда, Драч, Крв, Закинтос, Евија, Левкада и другите бисери на Јонското море, кои се прочуени по природната убавина, тиркизно синото и безпрекорно чисто море, како и по спектакуларните песочни плажи. Одлични забави и атмосфера каква што само кај нас на Балканот има, ке најдете во Будва, Суто море, Херцег Нови, Златните песоци, Сончев брег. И сето ова дефинитивно нема да ве чини прескапо, а ке уживате во познат менталитет и наша атмосфера на топол и гостопримлив народ. Во понудите и оваа година, меѓу најчестите е и Турција, со својот брег на Средоземното, но и на Егејското море. На вас останува да одлучите дали преферирате да поминете лудо и незаборавно на деноноќна забава во Кушадаси или ќе уживате во луксузните хотели и прекрасните плажи во Анталија за исклучително ниска цена. Повторно актуелна оваа година е и Малта, каде непрестано ќе се воодушевувате на необичната култура, архитектурата и спектакуларната природна убавина. А од она што досега може да се види, на голема врата оваа година во понудите се враќа и Египет. Хургада или Тунис или што и да одберете, со сигурност ќе се збогати со ново искуство и ќе соберете доживувања од многу за светот значајни локалитети и места. Покрај тоа нема да изостане и уживањето на една од најубавите плажи на афричкиот континент. Атрактивни и оваа година ќе бидат Коста Брава, италијанските и француските приморски градови. А ако зборуваме за подалечните дестинации, од бројните можеме да ги истакнеме Бали, Тајланд, Малдиви, Сејшели, како нешто што најчесто го гледаме во понудите на туристичките агенции. Летото е долго и е пред нас. Ке имаме доволно време да ги обработиме секоја од овие дестинации кои досега ги спомнавме поединечно. За сега само ви дадовме една убава и топла тема за размислување. Тоа беше се што подготвивме за вас во денешното издание на Урбан Блог. Ние се гледаме повторно за 7 дена во истото време и на истото место. Довидување.